Здрави навики кај активни и кај професионални спортисти, тема на која утре разговарам со нашиот атлетичар и маратонец Александар Краџиев. Добро утро. Како си, Александар, утро? Добро утро, Ани, и добро утро на сите гледачи на Македонската радио телевизија. По кој знае кој пат, нели, еве, дискутираме нешто на тема спорт, здрави навики и исхрана и така. Како започнува едно утро на професионален спортист, во случајов атлетичар, маратонец? Еве, како и секој утро, нели, се наоѓаме малку смрзнати од сабајле. Започнува со тренинг од сабајле, бидејќи ете така, не знам, како да речам, некоја веќе многу долга рутина постанала со тек на годините. Јас сум веќе ете колку 28 години во атлетиката и така се испоставило дека најубаво се чувствувам од сабајле кога ќе го изработам тренингот, па после целиот ден ми, како да речам, ми стои на располагање. Убаво се чувствувам, особено ако е тренинг еден фин се изработи, така што целиот ден веќе продолжува во едно убаво издание. Како се создаваат здравите навики кај спортистите? Дали можеби појадокот е клучен за енергија која што ви е потребна во текот на целиот ден? Како да се изразам, многу психолошко, многу филозофско прашање тоа како се создаваат здрави навики, и јас сметам дека еве по мене, гледајќи кроз моја призма, дека треба едноставно тоа да го сакаш да го работиш. Јас сум, како што реков, 28 години во атлетиката. Атлетиката заеме во Македонија на кое ниво ја зборуваме финансиски. Ако сум гледал низ таа призма на финанси, на средства, до сега не сум требал ни 1 метар да потрчам, а веќе речи си 3 декади трчам и не планирам да престанам. Така што, како да речем, тоа е една карика, една нишка која трае со години, и тоа го сакам. На тој начин ја создавам таа рутина, продолжувам да трчам. Сега се занимавам и со тренерство во последните, да речем, можеби интензивно 5-6 години, детска атлетика, возрастни тркачи приправам, така што се надоградувам во тој дел. Моите навики кои што сум ги стекнал, продолжувам и ги пренесувам на оние со кои што работам. Да, ги споменавте најмладите генерации, го пренесувате вашето знаење на сите дечиња кои што сакаат да учат кај вас. Дали таа најмала возраст е клучна подоцна за развој на врвен спортист? И повторно ќе ја споменам храната. Внимаваат ли децата што јадат? Ќе започнеме со појадокот, кој што секако е најважен. Да, еве ќе одговорам на првото прашање, дали е таа детска возраст клучна? Да, клучна е. И би напоменал дека не е клучна во развој, затоа што многу погрешно сваќање имаат родителите, особено во нашата заедница, дека нели од тие мали возрастни одма очекува да постанат светски шампиони, или не знам, во делот на фудбалот да бидат Меси, или во атлетиката да бидат Усеин Болт и така натаму. Не, во таа епоха од животот, во тој почетен, да речам, детски развој, тогаш се развиваат баш оние здрави навики, па ние имаме дури голем дел во односот на децата, како да речам, најпросто да се изразам, да дојде да го поздрави тренерот, да ги поздрави останатите од тимот дечиња, да имат една добар меѓуоднос и така натаму. На второто прашање да одговорам, рековме дали е битна исхраната. Да, секако е битна исхраната и доста клучен, да речам, елемент е во создавање на еден здрав живот, почнувајќи од оние најмали категории во кои што секако дека ние водиме грижа, разговараме со нив на таа тема, затоа што мислам, најпросто кажано, може и по 100 километри да трчаш дневно, ако јадеш се што и јадеш нездраво и немаш избалансирана исхрана, да речам, и оваква и онаква, тогаш џабе толку тренинзи. Да, се разбира, исхраната пред се. Една од најголемите опасности во спортот е допингот. Можеби на почеток ти дава сила, енергија, меѓутоа цената се плаќа малку подоцна. Колку кај нас се користи во нашата држава? Па не знам колку кај нас се користи, затоа што немаме ние тука допинг контроли во ниту една област, како што знам, најблиските сете одат во Унгарија и Романија и така натаму ги прават тие допинг контроли. Не знам, искрено не знам ни колку е тоа се контролирано кај нас, затоа што за многу работи се прогледува низ прсти, па така и за тоа не се сомневам дека исто така се прогледува низ прсти. Е многу опасно. Јас и понатаму многу долги години се знам со да речам еден човек, научник веќе во тие научни кругови, се македонец Методија Кертаков, кој што е во
долги години во Мелбурн, таму на Институтот за спортска медицина, и кој што памтам една мисла, па сакам да ја пренесам. Ако човек спортист сака да сериозно направи, да е во тие рамки да направи многу сериозен резултат и да го прави тоа на нечист начин, тогаш и е оправдано. Нека го проба тоа, нека го направи, ќе има негативни консеквенции по него, меѓутоа во тој ранг е. Меѓутоа кај нас за жал и за некои обични, така ќе се изразам, селски тркици тука посегнуваат по допинг или во некој друг спорт, во некои локални лиги посегнуваат по допинг или оние така наречени миксови селски дроги прават, така се изразувам, значи да речам колоквијално со миксови на некои селски дроги што прочитале од интернет или нешто што чуле. Така што не знам колку сето тоа вреди, тоа знам ја колку тоа вреди, меѓутоа тие што го злоупотребуваат тоа не знаат баш сосем и дека имаат директна импликација по сопственото здравје. Да, здравието и спортот пред се, така ќе создадеме и подобра иднина за нашите дечиња, за идните генерации. Кога сме веќе на тема спорт, атлетика, да ја споменеме и трката која што наскоро ќе се случи токму тука во општина Аеродром, се наоѓаме на стартот. Ако не се лажам? Да, овакво интересна точка одбравме за овој интервју овде во овој парк Јане Сандански во Аеродром. Е meeting point, што се вика, тука се одржува главниот настан, тука се подигаат стартните пакети, тука ќе биде целиот настан. Самиот старт на трката ќе биде на самиот булевар, точно кај што се наоѓаме тука непосредно. Трката е веќе второ издание поред, беше првото издание минатата година. Зегине стои позади оваа трка како насловен спонзор и сите буквално средства и многу повеќе од тие средства, меѓутоа ќе збориме во некоја наредна прилика, дава на оние кои што им е најпотребно, односно барем малку да помогне да придонесе во изградба на домот за аутистични лица. Да, ќе поканиме сите кои што сака да се приклучат. Благодарам многу на одвоеното време, се гледаме некоја наредна прилика. Благодарам уште еднаш на интервјуто.